Благодарам, председателе, почитуван амбасадор, почитуван вице-премиер, почитувани присутни. За жал, во последниве години ретка ни е можноста да имаме отчетност на владините функционери. Сме свесни на тоа во собранието и навистина користиме секоја прилика вака кога ќе дојдат, затоа што покажуваме и нормално да чувствуваме сериозна загриженост за европската перспектива на нашата држава. Заклучоците ги прочитав, ни сите заклучоци провеува тенденцијата за проширување, но и сериозни критики и препораки нашата држава. Па така во шестиот заклучок Советот ја нагласува итната потреба да се фокусираме на основните реформи за да се решат голем број постојани структурни недостатоци во областа на владење на правото, основните права, зајакнување на демократските институции, јавната администрација, како и на економските критериуми. Тие се критериуми кои што всушност нонстоп се посочуваат и се бараат реформи во истите. Во седмиот заклучок потсетува дека владењето на правото е основна вредност врз која е заснувана Европската унија. И што бележи? Недостатокот на кредибилен напредок во многу случаи, а во некои дури и назадување, често се поврзува со недостатокот на политичката волја, недостатоци во судската независност, институционалниот отпор и широко распространетата корупција и организираниот криминал. Сите клучни загрижености што треба да се решат како прашање од врвен приоритет. Исто така забележува дека во повеќето случаеви има ограничен напредок, па дури и стагнација на заштита на основните права. Ние овие денови го разгледуваме извештајот за 2020 на Судскиот совет и всушност можеме да забележиме покрај бројчаните табели и извештаи дека всушност и го живееме моментот на немањето на доверба на граѓаните во судовите. Постапките предолго траат, граѓаните се изложени на огромни трошоци, плюс тоа застаруваат или се завршуваат постапки без да бидат информирани граѓаните, во многу случаеви со трагични последици по семејства, во случаеви на убиства, завршуваат случаи затоа што се наоѓаат дупки во законот да се подмити, да се потплати, да нема пресуди, да се одолговлекуваат процесите, да застаруваат и така натаму. Оној најавуван ветинг во судството, кој што беше всушност само декларативна заложба и проформа кажан проект, всушност не се спроведе. Јас и не верувам дека ќе се спроведе, бидејќи мислам дека владее страв во нашата држава дека ќе ни се случи албанското сценарио каде што се спроведе ветинг и каде што поголем дел од судиите мораше да се суспендираат. Последниве години живееме во тежок политички прогон и сето тоа е нотирано и од Европската комисија. Друго нешто што покажува во делот на уназадување на основните човекови права и неквалитетниот судски систем. Извештајот на народниот правобранител. Во сите извештаи на народниот правобранител, кои што пак всушност е директно во контакт со граѓаните, кои што поднесуваат представки до него, бележи дека има раст на бројот на представки во делот на загрозени човекови права. Релевантен извештај, бидејќи е во директен контакт со граѓаните, како што кажа. Она што сакам исто така да го посочам е дека во однос на родовата еднаквост, вели мора да се обезбеди зајакнување и целосно уживање на основните права на жените и девојките. Мораме да повториме, па не знам по кој пат, и да потврдиме дека сите истражувања и показатели тврдат дека има зголемување на процентот и на случаевите на семејното насилство во време на пандемијата и дека жените се најзасегнати во време на пандемијата. Што друго посочува овие заклучоци? Дека во делот на слобода на медиумите имаме сериозно назадување. Или останува ситуацијата длабоко загрижувачка со ограничен или никаков напредок во повеќето случаеви и во еден случај има дури и континуирано сериозно назадување. А вели европски вредности треба да споделуваме, а немаме слобода на изразување во медиумите, автоматски немаме и демократија. Претходно моите колеги посочија дека се укина само што дојде на власт ова власт сега, СДСМ, всушност се укина јавниот совет за набавки
и ако не бил квалитетен, не функционирал, требало да се воспостави нов механизам. Ние нов механизам на контрола на јавните набавки во државата немаме. Значи, не е доволно да имаме само проевропски ориентации, аспирации, сето тоа е во ред. Туку треба да покажеме во суштина и да ги потврдиме реформите во нашата држава. Со релативизација на состојбата, нешто што го прави веќе во навика преоѓа на оваа власт, со релативизација на состојбата не можеме да постигнеме ништо. Се маскираат нештата, автоматски немаме напредок. Значи, тука ние ја говориме вистината и не сакам да бидеме сватени како ретроградни и дека сме против европската перспектива на нашата земја. Напротив, не само ние како помлада генерација на политичари и во минатото сме покажале дека сме за европска перспектива на државата. Но решавањето на проблемите и општо во животот, првично треба ние да се погледнеме во огледало и да си трнеме со една анализа на самите себе. Откако ќе восстановиме што всушност ни фали и ќе работиме на поправка на сите тие недостатоци, тогаш можеме да се обраќаме кон другите параме. Ние во државата од оваа власт имаме агенда Европа дома и акциониот план 21 за борба против корупцијата. Каква борба против корупцијата кога имавме високи владини функционери вплеткани во големи корупцијски скандали? Во извештајот се посочува исто така дека реформите треба да продолжат и да имаат поддршка од општеството во целина. Тоа што би значило? Транспарентност и инклузивност во носењето закони во собранието, а потоа и нивна имплементација. Но тоа не значи носење на закони по скратена постапка и под европско знаменце, бидејќи дури 50% до минатиот мандат сега сигурно надминува 50% од донесените закони во последните години се во скратена постапка и под европско знаменце, дури и во случаи кога не се согласуваат со европската легислатива. Сериозен капацитет всушност покажавме како собрание, еве да не излезе дека све напаѓаме, дека треба и да се пофалиме кога со консензус ги донесуваме законите за спречување од дискриминација и законот за заштита од семејно насилство и насилство врз жени и девојчиња. Но сериозно потфрламе во надзорната улога како собрание врз разузнавачките служби и треба во иднина да работиме на ова. Всушност во делот за преговорите со Бугарија, јас и на една друга комисија што исто така многу долго ја чекавме после 2 закажани комисии за надворешна политика, беше тука вице-премиерот Бујар Османи и тогаш ги укажав тие недостатоци. Всушност нашите недостатоци, морам да ги потенцирам, или грешка во чекори на оваа влада беа што транспарентност во преговорите со Република Бугарија, што имавме различни изјави од владини функционери, како да се од различна влада. Сега го гледаме истиот случај со различни изјави повторно од премиер во заминување и председател на држава. Намерно ли е, не знам, се или магла повторно, не знам од кои причини тоа го прават. Немавме отчетност на нашите владини функционери во ова собрание, за разлика од овдешната ситуација во Бугарија имаше отчетност и за жал дознававме информации преку медиуми или од бугарската страна, што е сериозен недостаток. Значи, не се европски вредности кога земја членка не признава или оспорува сите атрибути на една нација или држава. За жал, имаше моменти кога се молчеше од наши владини функционери на тешки радикални изјави од страна на Бугарија, кога немаш ни протестни ноти и така натаму. Всушност, гледавме еден многу мек став од страна на нашите преговарачи, владини функционери и така натаму, за разлика од Бугарија, каде што преку националното собрание градеат цврсти ставови за овие моменти. Ви требаше всушност долго време да одговорите на нашите барања, да одговориме на меморандумот на Бугарското собрание и да изгласаме декларација за да ги зацртаме црвените линии како држава во ова собрание, што мислам дека ако беше порано, дека ќе имавте една плюс не мотивација, туку и една добра позадина за подсврсти ставови да имате како влада во делот со Бугарија. Значи сите делегации што доаѓа, бидејќи сум втор мандат пратеник, сите делегации што доаѓа од европските земји членки во минатиот мандат и сегашниот мандат на тие средби ги укажува потребите од реформите во овие клучни 4 области.
укажуваа на тоа дека Европската унија има на вистина големи и тешки проблеми, дека не се потребни нови проблеми, дека имаат тенденција во намалување на членството заради бројот на членки и полесната можност на одлучување, но мораме да потенцираме дека заедничките интереси на било кој во државата се едни исти, заедничките интереси и на нас како претендент за членка и на Европската унија се исти и затоа треба да покажеме еден поевропски однос од двете страни за да успееме во нашата перспектива. Благодарам.